Значаен ден и за Битола. Секогаш е задоволство да се присуствува на вакви настани, кога се реализираат проекти, кога се испорачува она кое што е ветено. И тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и владата предводена од СДСМ ДУИ. Тоа што го ветуваме, тоа и го испорачуваме. Од утре па до недела ќе имаме и 365 дена од победата на локалните избори минатата година. Во Скопје ве поканувам доколку имате можност да дојдете и да од лице место слушнете што све е направено изминатава година од оние градоначалници кои што беа избрани од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Тоа се 42 плюс коалицијата во општините каде што е ВМРО ДПМН. Тоа е некаде вкупен број околу 50 на општини. Споредено со тоа што беше во минатото, навистина е неспоредливо во насока на зголемување на квалитетот на граѓаните. Овде, ова што го каже и градоначалникот во Битола, навистина представува импозантно, повеќе од 75% реализирани капитални инвестиции, до сега тоа нешто не се случило. Повеќе од 65-68 проекти за до година, подготвени пред дозвола за градба, и навистина Битола заслужува да го врати оној сјај кој што секогаш го имала на конзулски град. А јас се обврзувам и лично, и тоа сум го кажувал многу пати во минатото, дека владата на ВМРО ДПМН и јас како нејзин мандатар ќе посветам посебно внимание овде за Битола и ќе бидеме ветер во грб на локалната самоуправа, а не сега како што тоа го прави оваа влада да гледа на сите можни начини да ја обструира работата на локалната самоуправа и на градоначалникот. Уште еднаш ќе ми дозволите да го честитам денот, да му честитам на градоначалникот, на тимот, на советниците, на сите луѓе кои што допринесуваат да Битола се гради, и продолжуваме со исто темпо, продолжуваме да го враќаме сјајот на Битола, оној сјај кој што го заслужува, ќе повторам, на консулски град. Ке благодарам. Ако го прашаме професорот Мицковски на скала од 5 до 10, која оценка ќе му дадете на градоначалникот Коњановски за работите што ги заврши во изминатата година? Бидејќи го познавам, ќе му дадам 10, а за да не се вообрази, висока 9. Господине Мицковски, вечер. Поради искажан став синоќа и Facebook статус, актерот Мавелски имаше неприлики со полицијата, повикуван информативен разговор, дури има гласини дека е приведуван. Ваш став, запознати се со овој случај? Па тоа не е прв пат МВР така да постапува насилнички. Јас на дневна основа, јавно, што политичари, што граѓани, сум жртва на такви статуси каде што повикуваат на линч, на физички пресметки на мене, на моето семејство. До сега 2 години не е постапувано. И луѓето треба да сватат дека кога се занимаваат со јавна дејност, дека ќе бидат предмет на критика. Не може секогаш да ве фалат и да велат дека сте најпаметни, дека најдобро работите, некогаш е логично и да ве критикуваат. Впрочем, затоа и представува плурализмот, демократијата. И ако вака за изнесен став се затвараат луѓе, се враќаме назад во 49-та година. Тоа не се тие европски вредности кои што оваа влада ги промовира, нели, велат европски вредности, полни им устата со Европа, а се однесуваат како дивјаци од минатиот век. Подршка до Васко и подршка до слободата на мислата, и секој граѓанин да не се грижи, да си го каже слободно својот став, па нека биде тоа критика, дали тоа било за ВМРО, за СДСМ, за ДУИ, слободно да го искажат ставот. Ова е веќе втора жртва на приведување на оваа насилничка полиција. Тако беше случајот во Скопје со лицето кое што беше приведено по сомнеж дека ги испраќа оние мејлови со кои што се испраќаат закани за поставени бомби во училиштето во Скопје, па тоа беше поврзувано со ВМРО ДПМН, додека пак вистинските криминалци шетаат насекаде во Македонија, односно да бидам уште попрецизен, се во коалиција со власта на СДСМ и ДУИ. Таква една порака упатив од вчера од недалеко од Битола, од Прилеп, каде што седат со истите тие криминалци кои што имаат возен парк од неколку стотици илјади евра. Доволно е само да ги проверат возниот парк на тие луѓе од каде ми потекло на парите да им побарат, и ќе им стане јасно кои се вистински криминалци, а кои се невини жртви. Истото и тука во Битола. Но доаѓа денот, секој ден сме се поблиску од денот на одговорност, и јас ветувам ке има одговорност. Како ја коментирате посетата на подпредседателката на Бугарија вечерва во Битола? Доаѓа на сопствена режија, значи Лијана Јотова, на сопствена режија и со сопствена агенда. Тоа случајно или не се поклопува со 4 ноември, денот на ослободувањето на Битола од фашизмот?
Јас не би сакал да верувам дека тоа е провокација. Македонија е слободна земја, ние сме гостолюбив народ, ние сме добар народ, домакини и домакинки. Секој кој што е дојден со честна намера, со добра намера, ќе биде добре дојден. Ние може само да му подадеме рака и да го направиме престојот овдека да му биде што поубав, без разлика дали е тоа подпредседател на Бугарија, подпредседател на некоја друга држава. Се додека има честна намера, е добре дојден. Доколку нема честна намера и доколку оваа посета се користи за политичка провокација, тогаш треба да најде на осуда од страна на властите и на осуда на граѓаните овдека во Битола и на осуда од сите, би рекол, политички и општествени чинители. Но јас сум уверен дека и се надевам дека сепак посетата е од приватен карактер, како што вие рековте, и е со добра намера, а не е со намера да се провоцира скандал и да се испровоцира реакција од страна на овој миролюбив народ и кој што напати во минатото да се покажува како добар домакин. Господине Мицковски, дали донесовте одлука конечна за понеделник? Ќе одите ли на Лидерска? Па јас реков дека овие 2 дена сум на терен со граѓаните. Вчера бев во Прилеп, таму промовиравме проекти, денеска сум во Битола, тука ќе промовираме проекти. Вечер имам состанок со проширениот состав на општинскиот комитет овдека во Битола. Се враќам вечер. Утре имаме настан, се надевам дека попатно ќе можам да се консултирам телефонски со коалиционите партнери, со пратеничката група, со извршниот комитет и веќе во текот на утрешниот ден ќе го соопштиме ставот, дали ќе одиме, ако не одиме, зошто нема да одиме. Следната година имаме далеко најголем буџет, а веќе и нови задолжувања. Ваш коментар, се очекуваат ли нови економски потоци? Па видете, ако ја погледате макроекономската слика во Македонија, ќе видите дека во третиот квартал, тоа се 3 месеци, од 30 јуни до 30 септември, долгот е зголемен државниот за 400 милиони евра, внимавајте, 400 милиони евра, а јавниот за 422 милиони евра. Ете така, тие се справуваат со кризата, со нашите пари. Така се справуваат тие со кризата, ги трошат вашите пари, за да склучуваат договори во 4 очи за набавка на јаглен, овдека претпоставувам низ Битола сведоци сте на камионите што тоа што го гради Тони, тие го рушат во 4 очи, за мазут во 4 очи, иако им даваме понуда да им помогнеме да не крадат од луѓето. Тони така се справуваат со економската криза и енергетската. Вашите пари ги трошат во тендери во 4 очи. 400 милиони евра, ќе повторам. Е зголемен долгот за еден квартал. Они се сакаат тој долг да го зголема за 1 милиарда и повеќе за следната година, затоа прават така екстремно голем буџет, за да можат да врват договорите во 4 очи. Да врват договорите во 4 очи, знаат дека тај ми е последна година, би рекол, и викаат, ајде, дај што може да се земе, да се земе. Ама забораваат дека има одговорност. Не знам дали се свесни дека има одговорност. Оваа генерација политичари во ВМРО ДПМН нема намера со никога да се пазари. Не знам дали тоа не го разбраа до сега. Еве, јас им ветувам дека ќе има одговорност. Ако мислат они дека ќе потрошат 5,3 милиарди народни пари, најголемиот дел од тие пари во договори во 4 очи се лажат. Велат, замислете го што ќе кажам да не бидам па и ептен екстензивен. Предвиделе капитални инвестиции од 49, ни помалку ни повеќе 49 милиарди денари. Оваа година предвидуваа најпрвин 38 милиарди, викаа златното правило, Фатмир Бесими викаше и така натаму. За со ребалансот да намалат на 32 милиарди, а заклучно со првите 10 месеци од годината, со 31 октомври, успеале да реализираат 14 милиарди. А вас ви вели градоначалникот овдека реализирале рекордни 75% од капиталните инвестиции. Така работи ВМРО ДПМН, а така краде СДСМ. Ете, тоа е разликата меѓу овие политички измамници и луѓе кои што навистина се сакаат државата и народот и сакаат нешто да направат. Во контекст на ово очекувате нови задолжувања на влада? Неминовно е тоа. Неминовни се новите задолжувања и овој буџет просто не може на поинаков начин да се наполни без дополнителни задолжувања. Антиекономски е ако некој очекува дека овој буџет во услови на светска криза ќе се наполни затоа што ќе се зголеми продуктивноста на економијата, па така ќе има повеќе пари во буџетот по основ на даноци. Само со задолжување. Ќе ве задолжат вас, ќе ги задолжат нашите деца и ќе ги задолжат нашите неродени деца.
Ете тоа ќе Владата правам. најави поскапување на струјата, многу поскапување на струјата од нова година, ваш коментар. Па ние тоа рековме дека ќе се случува, дека тие немаат план и дека не знаат каде ја водат целата оваа работа, за да можат да продолжат и да си врват тендерите во 4 очи за да крадат, тие нормално е дека им требаат повеќе пари. Како тие пари да ги обезбедат, или ќе задолжат народот, или ќе окрадат народот. Они одлучуваат сега и да го задолжат и да окрадат. Ете таква е политиката на СДСМ ДУИ. И да го крадат народ и да го задолжуваат народот. Денови ви Толика тоа. изјавивте дека власта ќе го затвори рек. Во врска со кредитот Рекол од 100 милиони. Треслави 40 години постоење. Кои се вашите предвидувања или проекции за иднината на рек во наредните, да речеме, 10 години едно некада? Поканети се на прославата во Не сум поканет, ама мислам дека е погрешно сега во услови на енергетска криза да се трошат пари и финансиска криза на славење. Но тие така мислат дека треба и во ред, тоа е нивното елитистичко однесување, тоа е забеганоста. И за тоа претпоставувам народот, битолчани, ќе знаат како да постапат на следните предвременни парламентарни избори. Кога беше трибината на СДСМ, ако не се лажам, тука беше Димитар Ковачевски, јас не знам дали намерно или од незнаење, кажа дека не сме говореле вистината кога станува збор за кредитот од 100 милиони евра, кој што треба да се користи за ликвидност на ЕСМ, поранешно еле, кога велиме дека ако се земе тој кредит, тогаш се зема и превзема и врската да се затвори до 23-та година Осломи, а до 27-та рек Битола. Еве јас седам овде и ве гледам во очи вас и ви тврдам дека во законот за кредит, кој што е дел од собраниската процедура, јасно стои дека три услови се јасни. Дека до 2023 треба да се затвори Осломи, а до 2027 сукцесивно 25-та, 26-та, 27-та се затвараат сите три блока во Битола. Втора половина на 2022 да се интегрира македонскиот енергетски пазар со грчкиот, а во 2023 со бугарскиот. Значи да не се направи енергетска анексија и енергетско уништување. Најодговорно ви тврдам и подготвен сум јавно да застанам и да го бранам ова и да го спорам со секој еден. Дали е бил од ЕБОР, Европска банка, дали е бил од владата, од СДСМ или од ЕСМ, подготвен сум да зборам. И да ги имаме двата документа. Едниот е законот што е во собрание и другиот е договорот за заем што го има државата подпишано. Јас ги имам двата документа. И најодговорно тврдам дека ова што јас го зборувам е вистината. Нови 4000 луѓе на улица и замислете што ќе се случи со сите оние компании кои што на директен или индиректен начин соработуваат со Елем овде во Битола и во Кичево. Ете тоа е вистината. Ковачки тврди дека разузнавачите ве следат во прилет. Дали тоа ве вознемири, зошто ви ве следеле? Не, јас 5-та година е тоа така, не ме вознемирува. Тие таква политика водат. Врхушка на политичка партија со политички начин на размислување и полициски, така размислува. И тие мислат дека на тој начин ќе добијат нешто, ќе направат нешто. Јас немам обезбедување на државата, единствено во овие 31 година, не ми дозволи, ако законски ми следува. Веќе трета година немам такво нешто. И не се плашам, мислам, тоа е суштината. Ако мислат они дека така ќе не заплашат или ќе намалат нашата оперативност, се лажат. Вчера бев цел ден во Прилеп, денеска сум цел ден во Битола, утре сум во Скопје, понеделник други активности, така натаму. Имаме мотив, имаме цел, овие луѓе најпрвен да ги срушиме со еден дебакл кој што ќе го имаат на предвремените парламентарни избори, а потоа да одговараат. Тоа е многу важно. Како до предвремени парламентарни избори, два пати го споменав. Со 61 пратеник во парламент. Собранието? Па нема како поинаку. Работите? Работиме, апсолутно, да. А дали ќе успееме, не знам. Но ќе дадеме се од себе за да успееме. И ги споменавте дека ги класифициравте дека ДУИ се како криминалци, тоа значи дека идната влада на ВМРО ДПМН нема да коалицира со ДУИ? Не, тоа не сме го кажале никогаш, дали ќе коалицира или нема да коалицира со ДУИ или со било која друга политичка партија, може и да не коалицира со ДУИ. Нашата цел и нашата амбиција во делот на албанската опозиција, во делот на албанскиот блок е албанската опозиција. Но има правило на Бадинтер. И ние мораме да го почитуваме тоа правило на Бадинтер и ќе се водиме по тоа правило на Бадинтер за да можеме да ги спроведеме реформите. Доколку вие да бидам уште подиректен, имаме коалиција со политичката партија Демократска унија за интеграција.
тогаш секако дека со тие луѓе кои што се инкриминирани, за кои што имаме основано сомневање, нема да бидат дел нити од мојот кабинет, нити пак ќе бидат дел од институциите. Но повторно ќе кажам, ќе направиме се што е во наша моќ албанската коалиција да биде нашата албанската опозиција да биде нашиот коалиционен партнер. Интересно е друго. Секогаш дуи напаѓа дека ВМРО ДПМН е било во коалиција со левица. Зошто тоа го прават? Тоа го прават само поради една причина. Во очите на македонските гласачи, левица да ја направат жртва дека ги напаѓаат криминалците од ДУИ и на тој начин да му зададат на ВМРО ДПМН удар од десно. Ај прашете левица со кого е коалиција во Скопје, во Битола со кого е во коалиција, во Аеродром, во Ѓорче Петров, во Велес. Поставете го прашање. Вие сте новинари, поставете го тоа прашање. Ги издржало ВМРО ДПМН повеќе од еден век сите удари. Ќе ги издржи овие и ќе победи и ќе ослободи Македонија од ова криминално робство од овие 5 години што се случува. Ви благодариме.